Здраво, другари, продолжуваме понатаму. Ние очекувавме дека веднаш ќе почнете. Денес сега продолжуваме со современа драма, наставна единица предвидена за учениците од 7 оделение. Современа драма. Современа драма. Така да не треба. Така, добро. Што ќе научиме денес, односно што ќе повториме? Учевме претходно за драма, споменавме комедија, трагедија, ги споменавме особеностите, карактеристиките на драмата. Сега ќе ги повториме, а потоа ќе учиме за современа драма. Ќе научиме, односно ќе знаеме да ги утврдиме основните драмски видови и нивните особености, односно нивните карактеристики. Ќе ги научиме особеностите или карактеристиките на современата драма. Ќе умееме да разликуваме комедија, трагедија, современа драма како драмски видови и ќе умееме да анализираме еден драмски текст кој што е изведок од современа драма и истиот ќе го анализираме според средината на одбивање ликовите. Извинете. Не е проблем. Да видиме што е драма. Литературен род кој што е различен од лириката. Така, Се однесува, односно се неопходно да се прикаже на сцена, мислам не на сцена, туку неопходно е некој да има да го интерпретира, при тоа да не биде авторот. Така. Има ликови. велиме дека драмата се појавила во 4-тиот век пред нашата ера. Да, уште Во тој период се појавила првично трагедијата, Да. која што се одвивала, рековме, и минатиот час по повод дионизиските празници, за време на богот на Дионис. Дионизите, да. Велиме, драмата е литературен род, секогаш драмата се поврзува со сцена, театар, односно публика, која што е другата страна. И во драмата имаме драмски ликови кои што се носители на драмското дејство, а како комуницираат, односно како се одвива тоа драмско дејство меѓу драмските ликови. Со диалог. Со диалог, монолог на ликовите, меѓутоа во драмите забележливо и присуство на дидаскалии, каде што се дава оној невербален говор на ликовите или се дава опис на Особините, да. особините. Рековме дека постојат 3 видови драми: комедија, трагедија и современа драма. Минатите часови учевме за комедија и трагедија, а овој час ќе учиме за современа драма. Имаме еден извадок од драмски текст на Велко Неделковски, Булки крешините. Ќе може... Ке читаме? Да, комшито, знам Да, дека комшито, омилен читаш. дел ти е овој. Прекрасно. Обожавам да читам мои милени делови. Вака сега, ова е куст извадок од драмата Булки крешините на Велко Неделковски. И јас ќе го читам оној дел каде што се опишува одвивањето на драмското дејство, односно дидаскалиите. Комшито, може ли ти да бидеш Ставре? Чака. Може. Добро. И Ване. Јас да бидам Вана? Да. Дејството во драмскиот текст се одвива крај железничката станица и го отсликува секојдневието на луѓето чиј живот се возовите, луѓето, односите меѓу нив. Главен лик е Ване, љубопитно дете чие детство се одвива крај шините. Предел покрај шини со булки. Ден. Покрај шините има многу булки. Меѓу нив од некаде изникнува во небото лице. Тој ги здогледува цветовите, ги допира пупките. Сака да скине една пупка, но во тој миг, како да му се причини дека го слуша гласот на татко му. Пупките не треба пред време да се скинат. Од нив ќе расцутат убави булки. Ване ја трга раката од пупката и се обзрнува наоколу. Немаше никој. Тој повторно ја пружи раката кон пупката. Ја скина и со сета љубопитност почна да ја испитува нејзината внатрешност. Не откри ништо особено, но забележа на прстот некаква бела,
како млеко, леплива течност која капеше од стракот. Тој се загрижи и, како да се каеше што не го послуша советот на татка си, ги остави булките и се упати дома. Околина на куќарката на светничарот. Ден. Куќарката на светничарот беше оградена со дрвени, зелено обоени тараби. Беше многу помалечка од зградата на станицата. Додека и се приближуваше, Ване го забележа светничарот, кој што чепкаше со едно мотиче во бавчата со цвеќиња. Градината не беше голема, беше оградена со жица и убаво утврдена. Ване приде до оградата. О, Ване, каде беше Чичино? Шеткаш, а? Шетај. Чичко Ставре, што е тоа што се цеди од булките која ќе ги скинеш? Нешто такво бело? Абе, тоа цвеќињата плачат што сме ги скинале. Јас одгледувам цвеќиња во бавчата, но никогаш не ги кинам. Ама јас многу ги сакам булките. Да, тие се најубав украс крај шините. А кој ги сади? Никој. Сами си растат како сите други растенија на земјава. А јас мислев дека ги садат железничарите со црвени капи. А зошто тие да ги саделе? Па за да личат на нив. Тате ми рече да не ја кажувам на мама дека тој личи на булка. Тате ти рече. Нема повеќе текст. Нема. Толку. Добро. Одлично беше. Прочитавме, значи, рековме извадок од современа драма од Велко Неделковски. Сега да се потрудиме да размислиме. Каде се одвива драмското дејство во овој извадок? Па на ливада. Така? На отворено никаде, На покрај шините. Покрај прудите, така. Што правел Ване покрај шините? Ване не можел да ја одолее на булките, ги разгледувал и на крај си скинал булки. Така. Што забележал тој од како ја скинал булката? Дека има ништо кога ќе ја скине булката, ништо бело Бело, почнало да лепливо, тече. така. лепливо. Според Ване, кој ги садел булките? Железничарите, Железничарите. А зошто железничарите? Дали знаете зошто? за да личат на нив, А зошто? заради Црвените капчиња, така. Што можеме да заклучиме од овој извадок на овој драмски текст кој што сега го прочитавме? Дека ја опишан еден современ настан од секојдневниот живот. Во извадокот се препознаваат ликови од секојдневниот живот, кои што водат секојдневен разговор. Од тука можеме да заклучиме дека во современата драма се опишани настани, се дадени настани или во диалозите на драмските ликови се открива секојдневен настан и тие водат разговор за некоја секојдневна тема. Затоа и самите ликови во современите драми се обични луѓе. Можеме да изделиме дури извадоци од овој текст кој што го прочитавме, драмски текст кој што ни укажува дека станува збор за нешто секојдневно. Дејството во драмскиот текст се одвива крај железничката станица и го отсликува, повторно со црвено дури обележано, секојдневието на луѓето чиј живот се возовите. Следен извадок. Јас одгледувам цвеќиња во бавчата, но никогаш не ги кинам. Повторно некоја секојдневна активност на еден граѓанин. Тате ми рече да не ја кажувам на мама дека тој личи на булка, типично детски аспект. Значи некој секојдневен разговор кој што си го воделе дома, меѓутоа се надзира и детското да не знае нешто да сокрие, не знае нешто да прикрие. Имаме дадено еден прозен текст и ќе треба тој прозен текст да го трансформираме, односно да направиме драма. Може. Јас ќе го прочитам, а потоа одуздол имаме направено од тој прозен текст современа драма. Со внесување на драмски ликови и со внесување на дидоскали. Секојдневно си игравме во паркчето во близина на нашиот дом. Бевме поголема група другарчиња. Доволно беше Јане да рече и ние удобно да ги сместиме нашите нозе на клупите, токму на местата каде што се седи.
помина тетка Трајанка и Тивко замоли да седнеме како што е редот. Јане, правејќи се важен пред нас, дрско одговори дека ќе седиме како што сакаме. Почувствував срам и му реков на Јане дека не внимава што зборува. А тој пак, уште посилен, ми викна да си одам ако не ми се допаѓа друштвото. Ова е интересна игра и за учениците. Може да си направат избор на еден прозен текст од учебниците и да си направат да го трансформираат во драма. Дори може со своите другарчиња или со родителите да направат една куса драматизација дома. Еве сега како овој прозен текст би изгледал трансформиран во современа драма. Еве го првиот дел, дидаскалија, опис на местото каде што се случуваат активностите. Мало паркче, исполнето со зеленило и детски насмејани и весели лица. И сега веќе ги внесуваме драмските ликови. Јане. Повторно опис, без размислување и гордо со нозете качен на клупата. Ајде, следите ја мојата постапка. Седнете. Трајанка. Натоварена со торбите, полека одејќи низ паркот со поглед кој бара место за одмор. Деца, ве молам, не ги уништувајте клупите. Седнете како што е редот. Јане. Дидаскалија внесуваме, дрско и со погледот вперен во спротивна насока и со горд и важен израз на лицето. Седиме како што сакаме ние. Ана, со изненаден поглед кој го симнува кон земјата и со зацрвенети образи. Јане, внимавај што зборуваш. Јане, ако не ти се допаѓа друштвото, слободно оди си. И со раката покажува кон блиската зграда. Неко. Значи, дали забележуваме дали во горниот прозниот текст или во оваа современа драма, дали забележуваме некоја негативна дидактичка особина, односно дидактичка негативна поучна. Дидактика е поучна, меѓутоа ова е негативно, нешто спротивно. Да, забележуваме тоа е во ликот на Јане. Така. Што е негативното кај него? Јане заради тоа што не прво не прави што сака и го уништува јавниот простор односно клупите на кои што седат, не слуша повозрасен човек кој ќе му каже дека не треба тоа да го прави и не е добар другар затоа што ако не се однесуваш како што ќе кажам јас, тогаш можеш слободно да го напуштиш ова друштво. Значи, на неколку три основи Јане е негативен. Значи, можеме ли да изведеме некаква поука? Не биди Јане. Не бидете Јане. Да, така? бидејќи Јане не е ку. Така. Можеме накој се само да споменеме македонски автори на современа драма. Сте слушнале сигурно за многу од нив. Има така, неколку. И еве еден предлог кога ќе заврши вирусот, очекуваме заедничка покана и сите да одиме да погледнеме некоја современа македонска драма. Некој од познатите македонски автори на современа драма се Горан Стефановски. Неговите познати драми Диво место, Јане Задрогас, Дупло дно, Летво место, Томе Арсовски, Александра, Парадоксот на Диоген, Матурска вечер, Чекор до есента и еден од поновите, Дејан Дуковски, Балканот не е мртов, Буре барут, Празен град и има уште многу други. И на крај ни е домашна задача за учениците, тоа што претходно го кажавме, само ќе го повторим. Прочитајте или изгледајте една современа драма, а потоа истата нека проба да анализираат преку драмското дејство и етапите на развој на драмското дејство. Супер, одлично. Толку имаме за... Толку? Одлично, супер. И сега следи малку за природни науки, следи физика за 8 и за 9 одделение. Наставнички, ви благодариме. Благодариме.